Може ли ще? Само. Може. Готови сме? Вече секунди. Айде, а? Що ме вето? Може. Почитуваме. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија најнастрого осудуваат монтираниот политички процес во кој се кршат закони, покренуваат истраги, процес во кој се одземаат имунитети на пратеници. Брутално се гази демократијата, се кршат процедури. Имаме беззаконие под плаштот и маската на наводно законие. Вистински деспотизам. За само неколку месеци во ова собрание се спроведуваат 7 постапки за одземање на имунитет на пратеници и уште една која е во најава. Сите пратеници доаѓаат од опозицијата. Ова не може да се свати никако поинаку, освен за политичка пресметка со опозицијата. Се обвинуваат пратеници за измислени дела, за тешко дело тероризам, кое во реалноста не постои, и ова се прави во пресрет на председателски избори и тука е јасна намерата. Не е тука желбата да се стигне до правдата, туку е желбата да се пресметаат со опозицијата. Затоа што знаат дека губат, драстично ја губат поддршката од народот и на овој начин ги прикриваат сите криминални и коруптивни афери. Ова е паничен потек, чекор на страв од пораз. Имаме држава во која правото и правната држава се гази и обликува според оние кои раководат со власта. Неправдата не смее да остане неказнета, а криминалните афери се редат. Ако сакаат правна држава и владење на правото, еве, пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија бара државен јавен обвинител на предлог на опозицијата, што и беше ветување на самата власт. Во една ваква недемократска атмосфера, која директно ги руши и предизборниот амбиент, пратеничката група нема да ги подржи системските процеси и закони додека власта не се согласи на јавен обвинител на предлог на опозицијата за испитување на сите криминални и корупцијски афери. Бараме јавен обвинител на предлог на опозицијата кој вистински ќе се бори против неправдата, криминалот и корупцијата. Еве им шанса да докажат за каква Македонија се борат. Ваков предлог поднесовме во јули 2017 година и ваков предлог пред парламентарните избори имаше и сегашната власт. Истовремено, целосно респектирајќи го процесот, но имајќи го предвид ненормалните околности наметнати од владата и власта на СДСМ, во која се монтираат случаи, сослушуваат пратеници, кршат процедури, ние го замрзнуваме нашето учество во процесот Жан Моне. Не затоа што не се согласуваме со целта на нашите меѓународни партии и пријатели, туку затоа што власта создава ненормални околности за работа. Имаме директно рушење на предизборниот амбиент. Делувањето на власта представува директна закана на легитимитетот на изборите. Денешното образложение за приведување на Белјановски, Јанакиевски и Ристовски е бедно и недостојно за која било држава во која што би требало да владеат правото и правдата. Без ниту еден аргумент да се притворат лица со образложение дека доказите не смееле да се кажат заради истрагата е срамно. Во оваа држава веќе никој не верува во институциите под команда на Зоран Заев. Јасно е дека тројцата се жртви на безочна желба за политичка одмазда која е производ на паниката во власт. Деспотизмот на оваа власт мора да биде победен. Владењето на правото и правната држава мора да бидат нашиот приоритет. Ви благодарам. Дали верувате на судиите кои се погодени предизбрани во време на ваше владење? Ние зборуваме за раката која што ја има ставено власта врз обвинителството. Не зборуваме за судиите. Конкретно имаме кажемо каде се забелешките и која е нашето барање, а воедно тоа беше барање и на сегашната власт, а тогашна опозиција, да изборот на државен јавен обвинител биде на предлог на собранието. Таков предлог од страна на ВМРО ДПМН е поднесен и во скратена постапка и во редовна постапка,
Тие две точки од дневни редови на седници се уште не се дојдени и не знаеме кога ќе дојдат на дневен ред. Сметате дека има време да се избере нов јавен државен обвинител со оглед на тоа што престои предизборна кампања и собранието до одреден момент би требало да престане да работи? Со оглед на тоа дека една четвртина, нешто околу една четвртина на пратеници на ВМРО ДПМН од овој пратенички состав од овој мандат се со покренати обвиненија, сметаме дека е време да профункционира правото и правната држава во Република Македонија, а не истото да биде користено како алатка за тортура и политички притисок и реваншизам врз ВМРО ДПМН и коалицијата како опозиција во моментот. И уште едно прашање, со оглед на тоа што сега го кажете. Сметате дека овој состав на судство и обвинителство не може да донесат такви пресуди и да спроведат такви процеси кои што ќе докажат дека вашите пратеници не се виновни за тоа што го виновни? Сметаме дека правната држава, судството во Република Македонија е поклопен од врхушката на СДСМ и ниту импутираме дека судиите и јавните обвинители не можат да работат, меѓутоа, од она што реално во пракса се случува во Република Македонија, гледаме дека навистина е потребен јавен обвинител на предлог на опозицијата, за да можеме и ние да веруваме во судството и во правото и правдата во Република Македонија. Вака, од пракса, од она што се случува во судски случаи во кои што актери се опозиционери, е различно, за разлика од она што го имаме во некои судски случаи во кои што учествуваат луѓе од власт, како одредени градоначалници и слични други ситуации кои што ги имаме. Ви благодарам. Благодарам за што конкретна е темата, да не се Од морални причини. Морално пребил.